Никој не се грижи за нас како да не постоиме, но сакам да порачам дека сите сме од мајка родени и секој има различна приказна, изјави средовечната Славица, која заедно со уште неколку бездомници се крие во влезовите на кулите спроти Црвен крст. Тие што јас ги знам, починатите на улица што се починати, значи ни држава ги помага ништо. Како што реков пред малце захвалност на Тони, значи и моćни биле луѓето што се од мајка родени, значи никој не е од Господ паднат, значи на улица така останале. Значи секој има по некоја приказка, своја приказка. Така. Натака што да кажам друго. Со Господ напред. Група бездомници секојдневно може да се видат низ градот како спијат на клупа или на послан картон на земја. Оние што ги начека камерата на Макфакс додека им делеа храна граѓански активисти, изјавија дека студените денови кои доаѓаат ќе ги поминат покриени со черга или најлон во некој напуштен објект. Влези у спортска, влези ваму таму, малце на топло. Што да правиме, чекаме. Љубезност ки донесе нешто. Има ли хумани луѓе? Има се наоѓаат. Ретки се, ама се наоѓаат. Како ќе поминете зимата, се најавуваат ладни денови? Ке видиме, ке се снаоѓаме. Ке се снаоѓаме некако. Образот на хуманоста го белат добронамерните граѓани. Ја реализираме оваа акција, која што ја реализираме и минатите години, за собирање на вишок на храна која што останува од домакинствата, рестораните, хотелите после прославите за време на новогодишната ноќ. Се со цел таа храна да не заврши во депониите и во контейнерите, него да можеме да ја употребиме и да им ја дадеме на бездомниците и на оние кои што едноставно не може да си приуштат да имаат храна за време на празниците. Станковски рече дека ниту Црвен крст, ниту државните институции имаат прецизна бројка за тоа колку лица живеат без покрив над глава. Додаде дека поднеле иницијатива до Министерството за труд и социјала да се направи анализа и да се мапираат бездомниците, за да може да им се пружи потребната помош.